Благодарам. Почитувани пратеници, почитуван заменик министар, денеска пред нас овде на Комисија за финансирање и буџет се наоѓа предлог Законот за задолжување на Македонија со заем кај Меѓународна банка за обнова и развој, Светска банка за проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор. Проект во износ од 25 милиони евра. Овде со самиот предлог закон се предвидени одредени цели, а како предвидени цели се намалување на потрошувачката на енергијата во јавниот сектор и поддршка за воспоставување и операционализација на одржливи механизми за финансирање на енергетската ефикасност. Самите цели, односно намалувањето на потрошувачката на енергија во јавниот сектор е предвидено да биде реализирано во 3 подкомпоненти, од кои што првата компонента определува 18 милиони евра за инвестиции за енергетска ефикасност во јавниот сектор, а подкомпонентата 1А предвидува 10,5 милиони евра со кои ќе бидат склучувани подзаеми помеѓу општините со Министерство за финансии. И секако дека инвестирањето во енергетската одржливост и во обновливите извори на енергија е одредена позитивна работа, меѓутоа сметам дека ниту државата, ниту Министерството не води сметка каде се појавуваат најголемите загуби на енергија, односно која ќе е целта која што ќе биде постигната со овој заем од 25 милиони евра. Односно, станува збор за менување на врати и на прозорци за заштита на електрична енергија. Од друга страна, ако ги погледнеме бројките од изминатите години од загуба на енергија која што се случува поради загубата на водата, ќе видиме огромна загуба која што ниту се обидуваме да ја санираме, ниту за неа разговараме. Имено, само за 2019 се испумпани вкупно 229 милиони кубни испумпана вода. Од таа цела количина искористени се само 37%, а загубена или нефактурирана вода е 63%, што значи 144 милиони кубни вода се неискористени, односно испариле или пропаднале. И сега ние донесуваме закон за енергетска ефикасност и предвидуваме замена на врати и прозорци, а од друга страна имаме огромна загуба на енергија за која што никој не зборува. Односно предвидуваме поддоговори, односно подзаеми помеѓу општините и Министерство за финансии, а комуналните јавни предпријатија кои што се основани од општините и кои што после промената на власта бележат континуирано зголемување на загубите на водата, за нив не разговарам. Еве само да знаете дека Кочани, односно кочанчани плаќаат најскапа вода за пиење во Македонија. Имаме најскап метар кубен и плаќаме за отпадни води. Кочани плаќа најскапа вода за пиење поради тоа што бунарите се наоѓаат на пониска точка во општината и е потребно да се водата да се пумпа со електрични пумпи. Сметката на комуналното јавно предпријатие за еден месец достигнува од 50 до 60 илјади евра. Загубите на комунално јавно предпријатие во последната година изнесуваат 70% според последната емисија на Снежана Лубевска. 70% од загубена вода, што значи дека имаме од 30 до 40 илјади евра загуба на електрична енергија. Ако го претвориме тоа во годишна загуба, ќе видиме дека околу половина милион евра се троши само Кочани поради нерегулираните загуби. А од друга страна имаме заем од 25 милиони евра со кој се обедуваме да постигнеме одредена енергетска ефикасност. Нема да се постигне енергетска ефикасност доколку не ги лоцираме вистинските причини за загубата и доколку не се адресираат вистинските проблеми. Потребно е општините, градоначалниците и директорите на комунално јавните предпријатија да бидат отчетни и да имаат одговорност за континуираните загуби на вода. Според податоците на Државниот завод за ревизија, загубите од неиспорачаната, а испумпана вода изнесуваат 10 милиони евра само за 2019. Ситуацијата во 2020
дополнително се вложува, односно се зголемува процентот на испумпана вода. И како што реков, затоа што дел од пумпите и работат на струја, ние во секторот кој што се занимава со дистрибуција на вода за пиење или техничка вода, бележиме многу поголеми загуби од оние кои што се проектирани да бидат, да кажеме, заштедени со имплементацијата со имплементација и промена на енергетски ефикасни згради во јавниот сектор. Во Кочани, како што рековме, има 70% загуба и е втор град во Република Македонија по загуба на вода. Дополнително, оно што сакав да го издвојам, кое што го забележав од овој закон, дека постојат основни критериуми за изведување. Основни критериуми е дека објектот треба да биде во сопственост на локалната власт, да биде структурално и сеизмички стабилен и да нема планови за преместување на канцелариски простор. Со третиот критериум со кој што се предвидува дека за општината да биде корисник на подзаем, треба да нема план за преместување на канцелариски простор, сакам да ви известам дека неконзистентноста во планирањето на нашите градоначалници и на локалната самоуправа ќе предизвика во Кочани ниту општинската зграда, ниту зградата на комуналното јавно предпријатие Водовод да ги исполнуваат критериумите за да можат да ги искористат овие средства. Имено во изминатите неколку години, последна изјава на 18 февруари од 2020 од секретарот на општината, изјави: општинската администрација ќе се сели во зградата на поранешниот правен факултет. Се планира и комуналното јавно предпријатие да биде преселено. Одлуката е донесена, останува да се реализира тоа во фази. Значи, посем овие изјави, посем овие неконзистентни планови од страна на локалната самоуправа, Општина Кочани, за жал, за две згради, и тоа за општинската зграда и за зградата на комуналното јавно предпријатие, нема да може да ги користи овие средства, а нормално сограѓаните од Кочани, односно граѓаните, ќе бидат и ќе учествуваат во неговото враќање. Да не зборувам понатаму дека општина како Кочани, која што има геотермички потенцијал, исто така не се формирани енергетско-земјоделски зони и нема когенеративни инсталации во оранжериите, иако тоа беше ветено од страна на СДСМ во план за живот на страна 84 од декември 2016. СДСМ за сите овие години не успеа да го оствари ветувањето дека ќе формира енергетско-земјоделски зони во кои ќе се инсталираат когенеративни енергетски постројки кои што произведуваат електрична енергија и топлина од исто гориво, од кои топлинската енергија ќе се користи за загревање на оранжериите за производство на храна, додека електричната енергија ќе се продава во системот. Ветувањето инаку беше преземено и од владата во низината програма за работа од 2017 до 2020 на страна 50, каде што покрај другото е предвидено да се даваат субвенции за инсталирање на мали когенеративни постројки од страна на домаќинствата и здравствените установи. Повод за ваквото ветување го знаеме сите, а тоа е определбата на земјата за користење на обновливите извори за енергија. При тоа, преку когенерација се обезбедува енергетска ефикасност поради истовремено искористување на истото гориво и за производство на електрична енергија и за топлина. Земјата има 18 геотермални полиња со повеќе од 50 извори со температура од 20 до 78 степени Целзиусови. И сега, наместо власта да се концентрира на онаму каде што навистина се губи енергијата, тоа е загубата на водата, тоа е неискористеноста на овие потенцијали, ние повторно одиме со еден заем кој што најверојатно има само една единствена цел, а тоа се престојните локални избори во октомври 2021. На крајот на денот повторно уште еден заем кој што ќе го враќаат граѓаните, а резултатите кои што ќе ги видиме нема ни да бидат
приближно, нема да дадат ниту приближно, нема да дадат никакви резултати споредбено со загубите кои што ги правиме, со нереализирањето на проектите кои што се веќе ветени и со тоа што дозволуваме и понатаму се толерират загубата на вода од таков обем како што ни се случува секаде во државата. Затоа сметам дека овој закон и ова задолжување не ги исполнува предусловите, односно целите кои што се наведени за негово донесување. Ви благодарам.